знаете дека ова законско решение веќе некое известно време во собранието и дека ни е поделено на сите. Ова е предлог за закон за изменување и дополнување кривичниот закон, кој содржи 15 члена. Имаме 3 основи каде што реагираме. Сето ова е поради тоа што сакаме да известиме јавноста, бидејќи има и медиуми, дека ова е поради барањата и донесените одлуки од Уставниот суд на државата. Паралелно, владата преку Министерството за правда работи на нов кривичен законник, кој што исто така ги мине сите филтри кои што се од Венецијанска комисија, домашни експерти, работни групи и така натаму, но ова мораме да го направиме сега затоа што така ни беше наложено од страна на Уставниот суд. Имаме во членот 1 се предлага измена ставот 2, во постојниот член 38в забавуваме за одземање на возачка дозвола, бидејќи во Safe City целото она неодговорно и возење кое што тука сме разговарали на оваа комисија, ќе се казнува и кривично, ќе има одземање на возачки дозволи, ќе има поригорозни казни во врска со сообраќајот во главниот град, и тоа моравме да го ставиме исто така, бидејќи заедно со законот за прекршоци и заедно со измените кои што ги правевме за Safe City да функционира, ова беше дел исто така и од Safe City. Понатаму се воспоставува безобзирно управување со моторно возило, каде што има точни критериуми како тоа се случува и колку ќе биде казната. Понатаму имаме за злоупотребата службена положба. Се заострува казнената политика на кривичното дело и се додава нов став 5 кој ги инкриминира и злоупотребите од јавните набавки. Важно е јавните набавки да бидат ставени во еден ред, затоа што трошењето преку јавните набавки практично е трошење на народните пари, на јавните пари, тоа мора да биде ставено согласно закон. Понатаму во несовесно работење во службата се додава нов елемент користољубие, кое што се инкорпорира и е последица на кривично дело, и тоа исто така го предвидува ова законско решение, и злоставничко здружување се заострува казнената политика во членот 394. Денес имаме прво читање, имаме потреба од донесување на ова законско решение. Мене ми е драго тоа што сите гласавме за дневниот ред и треба да имаме ново законско решение. Како што кажав, ова е дел до новиот кривичен закон кој што се работи во рамки на Министерството за правда, кој што очекуваме да дојде овдека, да го разгледаме. Очекуваме да биде со сите нишани, очекуваме да биде сите мислења од Венецијанска комисија, па сега до домашната експертска јавност, да биде инкорпорирано се внатре. Ова, како што кажувам, е одговорност на собранието, одговорност на пратениците, во кои што одлуките на Уставниот суд се трудиме да ги испочитуваме, се трудиме ова законско решение да го вратиме, и многу кривични дела кои што би требало да застарат во следниот период, да не дозволиме истите да бидат застарени. Благодарам.